Традициите и фестивалите во кинескиот кварт во Сан Франциско датираат речиси 200 години, кога кинеските имигранти пристигнале и се населиле во овој град на брегот на сојузната држава Калифорнија. Сен Шу по потегло од Кина ги донесе своите деца тука за да се поврзат со нивното потекло. Сакаме да знаат од каде доаѓаат и да ја одржуваат традицијата. На средина на овие бизнеси во кинеска собственост е Буде Ексквизит, продавница на семејството Ченг, каде што е жива уште една кинеска традиција. Купувачите може да најдат производи од хартија за церемонијално палење во знак на почит на нивните предци. Постојат неколку сезони во текот на годината кога сакаме да ги посетиме нашите предци и тоа е она што им го испрачаме. 24 блокови на Чајнатаун вклучуваат продавници, ресторани, училишта, болница и социјални клубови. Тоа е исто така место што го посетуваат туристите и високи личности. Но кинезите не секогаш биле добредојдени во Сан Франциско. Кинеските мигранти се соочија со дискриминација со откривањето на злато во Калифорнија во 1848 година. Илјадници од Јужна Кина, соочени со сиромаштија и граѓанска војна дома, беа или регрутирани, или намамени на она што тие го нарекуваа Златна планина, да работат во рудници и изградба на железници. Тие кои останаа во Калифорнија претрпеа долг период на расизам. Со завршувањето на железничките пруги, многу кинески работници најдоа работа за изградба на повеќе од 1700 километри насипи, трансформирајќи го полето покрај реката Скарменто во обработливо земјиште. Користејќи го своето знаење од дома, тие работеле на фарми и се населиле во градовите покрај реката Скарменто. Еден од нив е градот Лок, на околу 120 километри североисточно од Сан Франциско. Кинеските доселеници од провинцијата Гуандонг го изградиле Лок во 1915 година. Кларенс Чу од Хонг Конг управува со 3 музеи во градот. Кога првпат пристигнал во Лок пред речиси 50 години, Чу бил изненаден од тоа како традиционалната култура се уште е жива. To me, though, coming from Hong Kong, Доаѓам од Хонг Конг и сум западно ориентиран. Помислив дека е подобро да научам нешто за нив од кинеската култура. Некогаш рај за илјадници кинески земјоделци. Населението на Лок од тогаш се намалило. some of the younger people started to leave because they Некои од помладите почна да заминуваат зашто имаат подобра можност да одат на факултет, полесно да се вработат во градот. Денес новите кинески имигранти во областа Сан Франциско се претежно високо квалификувани технолошки работници или студенти. Многу од нив живеат или работат јужно од градот, во Силиконската долина. Стрип трговските центри кои ги угостуваат американците со кинеско потекло, како овој во Купертино, може да се најдат низ Силиконската долина. Тука Ерин Чен доаѓа за ручек, а работи преку улицата во седиштето на Apple. Кинеската заедница е прилично распространета. Веќе можете да најдете слични продавници на многу места. Сепак некои американци со кинеско потекло се враќаат во кинескиот кварт во Сан Франциско, за посилно да почувствуваат заедницата и да го прослават своето кинеско наследство.